Македонската јавност реши да не седи со скрстени раце додека трае екзодусот на мигрантите од Блискиот Исток низ Македонија. Хуманисти од речиси сите градови се организираа и собираат храна за помош на бегалците. Се зголемува бројот на луѓето кои по примерот на Ленче Здравкин од Велес несебично им помагаат на мигрантите. Лоцирани се неколку точки од трасата на која е најпотребна храна: Демир Капија, Велес, Скопје и Куманово. Доброволци од овие градови собираат и делат пакети храна и основни хигиенски средства на големиот број изнемоштени бегалци кои деноноќно пешачат кон Србија. Бевме во меѓуграничниот појас, помеѓу Грција и Македонија, да ги видиме местата директно внатре каде што се наоѓаат бегалците кои што чекаат ден или два пред да тргнат за влез во Македонија. Направивме увид за колку групи станува збор во најблиското место. Имаше различни групи, повеќето беа млади дечки кои што патуваат организирано во групи од по 10-15 луѓе. Имаше поголема група кои што имаше околу 10 деца максимум. Имаше и мајка со дојенче, ја не верувам дека беше постара од 2 месеца. Тие слики се нормално трогателни. За сите нас, ако ги гледаме и на пругите кога се поистоштени, тука на ова место беа повеќе да речеме порелаксирани, тука беа спремни, бидејќи поминуваат во Гевгелија, се снабдуваат со храна и со тоа што им е потребно за да може да тргнат на пат низ Македонија. И најверојатно последен ден одење после Миравци или натаму се остануваат да одморат и тука се истоштуваат и настануваат тие проблеми кои што ги имаат за понатаму, да речеме здравствени проблеми со нозете или со умореност и така натаму. Пред 2 дена преку групите за помош на мигрантите на социјалните мрежи се формира листа на основни потребни продукти за донација, со што се информираат сите хумани граѓани во каков облик треба да биде помошта што тие би сакале да ја дадат. Иако свеста кај македонците за глобалниот проблем се промени за краток период, сепак недоволно е ваквото дејствување, бидејќи само со промена на законот ќе се хуманизира патот на мигрантите низ нашата држава.